Секоја пета родилка на истокот страда од постпородилна депресија. Ова го покажало истражување спроведено во Штипската клиничка болница, кога во прашање е постпородилната депресија и тага. 20% од 1000 породувања се застапена е постпородилната блага форма на постпородилна депресија и 40% до 70%, кај нас се покажа резултати до 70% на постпородилната тага. Најчесто двете дијагнози се карактеризираат со емоционална криза и промена во психичката состојба. Тоа е промена на расположението, обично или се многу расположени мајките или се тажни, плачливост, несоница, многу јадат или малку јадат, така да во тие неколку дена до 2 недели главни симптоми се тоа. Сепак, доколку ваквите симптоми не се повлечат за 2 недели, неопходно е мајките да побараат стручна помош, зашто состојбите воопшто не се за потценување. Потешките форми на постпородилна депресија и постпородилна психоза, жените може да помислат и на самоповредување, односно на повредување на своето дете. И затоа треба да тие да побараат исклучиво стручна помош и тогаш да се сето тоа санира, односно лекува, односно да го следи психијатар. Инаку на светско ниво постпородилна депресија имаат околу 20% од родилките. Кај поголемиот дел од нив таа се јавува веднаш по породувањето, но истата може да се појави и во текот на бременоста. За ова да се спречи, неопходна е поголема информираност на мајките уште во првите месеци од бременоста, како и целосна поддршка од потесното семејство.